Изложбава која е насловена Инстант семејства мултипликација на љубовта е составена од 15 фотографии кои што јас ги работев во 2017 година и како тема е земено семејството кој што е основна единица во секое општество. Овие семејства, самиот наслов кажува дека тоа не се вистински семејства, но дека тоа се измислени семејства. Под насловот мултипликација на љубовта јас го позајмив од една изјава на еден родител кој што има 7 деца во Скопје, каде го праша како вие ја делите љубовта на 7 ја делите љубовта. И тој вика, ние не ја делиме на 7, туку ја множиме по 7. Така јас го насловив мултипликација на љубовта, колку се семејствата поголеми, толку и љубовта е поголема. На овие, зошто избрав една ваква тема да играм со семејства кои што не постојат, кои што се привремено семејства само за време на ова фотографирање. Затоа што сакав да направам една паралела, односно да си поиграм со вистината и со лагата во се што не обкружува околу нас. Например, во последно време сите сме присутни на социјалните мрежи, на Facebook, Twitter и сите други. И таму 1/3, можеби и повеќе од сите профили се лажни профили. Значи, тоа се луѓе чиј идентитет е вештачки, виртуелен идентитет, во живо, вистински тие луѓе не постојат. Овие семејства јас ги сместив во една средина која што исто така е полувистина, а полулага, а тоа е центарот на Скопје, кој што е, каде што проектот Скопје 2014 најмногу се гледа, затоа што таму имаме една ситуација каде што има некои објекти кои што се модерни објекти, па други објекти кои што се понови објекти, а изгледаат многу постаро според дизајнот на самите објекти, некои се само фасада ставена, а позади е стариот објект, така да и таму не се знае што е вистина, а што не е вистина, што е вистински објект, а што не е вистински објект. Имаме бродови, галии кои што не плуват никаде, кои што стојат во место, па дури кој е вадар пресушен, тие се на суво бродови, тоа е некоја желба. Јас имам една фотографија каде што нема семејства, нема луѓе, кои што е само бродот и галијата прикажана. Тоа е галијата, ја споредувам со галијата на Ное, која од сите сорти, од сите видови на живи суштества, зема по еден пар за да го продолжи животот. Така да ги избрав овие луѓе кои што не се познаваат меѓу себе едни со други, а од друга страна направив 2 фотографии кои што само тие 2 фотографии и оваа галија се во боја, а останатите 12 фотографии се црно-бели фотографии и на таа фотографија, на тие 2 фотографии постои вистинско семејство, кое што е исто семејство од Скопје, кои што имаат 6 деца. И идејата беше дека исто така сега ние мислиме дека е голема демократија, ова зборувам не за кај нас во Македонија, него во светот, дека е голема демократија, дека ние сме многу на едно високо ниво, живееме, дека се знае, се можеме да правиме, се ни е достапно, а не сме свесни дека се ни е забрането, се контролира, не смееме ова, не смееме ова, други работи. Ако некого фотографираме и го објавиме, веднаш може да не тужи зошто сме го фотографирале. И јас малку тука играв со самиот идентитет на луѓето. Затоа сите снимени личности се свртени со грб према камерата. Значи, тие се луѓе без идентитет. На секоја фотографија само по едно детенце кој што не може да го контролираме, гледа во камера и семејството кое што е вистинско семејство, нема што да крие, нема што да лаже, сите тие гледаат во камерата. Значи, тоа е едно вистинско семејство кое е сместено во еден простор кој што изгледа многу богато. Тоа е староновиот Македонски народен театар во Скопје. И
Тука исто јас се повикувам на она што сите држави во Европа и во светот одат, нели, го повикуваат својот народ, своите млади на многу детни семејства, нели, да се размножува нацијата, да се зголемува бројот на населението, нудат секакви услови, но кога ќе видите вие во реалноста тоа не е баш така. На сите тие луѓе не им се пружаат доволно можности и доволно големи поволности од она што секоја една влада го ветува за ако имаат повеќе деца дека ќе им овозможат подобри услови. И тоа е во главном таа приказна каде што јас играм со идентитетот на луѓето, со идентитетот, а семејството го зедов како едно од најосновните елементи во едно општество. Според Светлана Младенов, Роберт Јанкуловски може да се каже дека припаѓа и на корпусот на уметници блиски до контекстуалната уметничка пракса, што се гледа по неговиот афинитет за работа и делување надвор од галериските и алтернативните и слободните урбани простори, како и по усвојувањето инситу постапки со почитување на контекстот, меморијата и значењето на одбраниот простор или место. Во концептуалното дело Инстант семејства, мултипликација на љубовта, Роберт Јанкуловски го истражува актуелниот општествен контекст на Скопје, градот во кој живее и работи, а кој е пример, а воедно и жртва на последиците од распадот на заедничката држава и формирањето на малите засебни самостојни заедници, држави и републики со признаени и полупризнаени статуси. Скопје во визуелна и културолошка смисла по втор пат за 50 години доживее судбоносна промена. Првиот пат по катастрофалниот земјотрес во 1963 година, а вториот пат по проектот Скопје 2014, што е се уште во тек. Овој проект е еден од најконтроверзните на просторот на бивша Југославија, изведени во последните години. Бавејќи се со уметничка фотографија, Роберт Јанкуловски има искористено предноста на овој медиум во смисла на неговата искреност и вистинитост, па низ неговата документарност и на прикажаност сценографијата на скопскиот јавен простор во кој одредени објекти и згради изгледаат како макети, компјутерски вметнати во композицијата со лажни привремени фасади. Исто така ги има искористено и манипулативните можности на новите технологии во фотографијата и методот на исценирање, сместувајќи луѓе во туѓ амбиент. Играта на лажното и вистинското, нивното преплетување, вкрстување и преклопување предизвикуваат збунувачка визија за стварноста во која тешко може да се раздвојат вистинските и веродостојните факти од манипулативните и измислените, како и да се спротиставуваат нивните значења. Во најновиот проект, остварувајќи атмосфера на дистанца и сценичност, директно ги соочува непознатите луѓе со избраната скопска сценографија, луѓето кои меѓусебно немаат вистински контакт и врска, а во кои се споени во групи за да се создаде илузијата за семејство. Тие непостоечки и нестварни семејства со лицата свртени кон новите старите кулиси, градби, фасади и објекти, а со грб свртени кон случајните набљудувачи, зборуваат за безсмисленоста, збрката и конфузијата на лажно вистинските информации и факти.